Во целост е одобрен обвинителниот акт за пожарот во кочанската дискотека Пулс, а судскиот процес ќе го води судиката Диана Груевска-Илиевска. Станува збор за судика која има 19 годишен судиски стаж, а во јавноста е позната по случајот подкуп кој заврши со ослободителна одлука за поранишниот премиер Зоран Заев, а таа го водеше и судскиот процес за автобуската несреќа Ласкарци. Со оглед на тоа дека од поднесувањето на обвинението во Скопје изминаа 3 месеци, од кривичниот суд дадоа хронологија на постапките во која освен префрлањето на предметот од Кочанскиот суд се навидува дека поради познанства и конфликт на интереси дел од судиите барале да не судат во овој случај да бидат иземени, а потребно било и време за доставување на доказите до одбраната. Со оглед дека станува збор за обвинителен акт во кој има 37 обвинети лица кои имаат 33 бранители, беше исклучително тешко да се достави обвинителниот акт до сите нив, особено од причина што на голем дел од нив мерките притвор беа заменети, па во моментот на достава председателот на Советот за оцена имаше потешкотии да утврди кој обвинет каква мерка има и каде се наоѓа. Особено потешкотии имаше и доставата на делот од бранителите, на кои и покрај тоа што им се најавуваше терминот на достава, сепак истите не беа пронајдени во нивните канцеларии. Во меѓувреме, дел од адвокатите на одбраната велат дека се подготвени за во судница. Звонко Давидовиќ, адвокат на обвинет обезбедувач на дискотеката Пулс за Канал 5, вели дека ги добил доказите, а очекува законита судска постапка. Се надевам во една нормална судска постапка, законита, ќе дојдеме до вистината која е многу далеку од она што обвинителниот акт го содржи, бидејќи правната квалификација за добар дел од луѓето не може да се примени. Факт е дека многу време измина и за ваков случај која тангира целокупната македонска јавност. Затоа што она што се случи во Кочани е врв на сето она што ни се случува последните 25-30 години и во целата светлина ја покажува разнебитеноста на нашиот и државен и општествен систем, едноставно дека сме до гуша во корупција. Меѓу обвинетите во случајот се поранешни министри, градоначалници и директори на Дирекцијата за заштита и спасување, а сите се товарат за кривичното дело предизвикување на тешки дела против општата сигурност, кое предвидува минимум 3 години затвор. Според теоријата на обвинителството, секој од свој аспект е виновен што дискотеката Пулс била отворена и работела повеќе од 10 години, иако не ги исполнувала условите за тоа, што било причина за трагичниот пожар во кој загинаа 62 лица, а над 200 беа повредени. Сега, откако обвинението е одобрено, останува да се закаже датум за почеток на судењето, кој ќе биде едно од најголемите во македонската историја.